Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Благој Милевски го објави списокот со повикани фудбалери за квалификацијските надпревари со Белгија во гости и со Казахстан на домашен терен за пласма на светското првенство кое ќе се одржи следната 2026 година во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. Македонија 10 октомври ќе игра со Белгија во Гент, а пак на 13 октомври во Скопје ќе гостува Казахстан. Повратници на списокот на Милевски се Давид Бабунски од Вардар и Стефан Ашковски од Раднички Ниш, а пак отпадна Лирим Калими кој е повреден и Димитар Митровски. Што се нешто до списокот, тој е идентичен као на последниот собир, освен Лирим Калими кој поради повреда нема да биде со нас. Имаме двајца повратници во името на Ашковски и Давид Бабунски. Останатите се сите исти од прошлиот собир. Се надевам дека сите ќе бидат здрави пред се и спремни да се стават на располагање и во функција на тимот. Повикани голмани се Столи Димитриевски, Дејан Елиев, Дамјан Шишковски и Игор Алексовски. Во одбраната ќе бидат Висар Муслиев, Никола Серафимов, Еџан Алиевски, Ѓоко Зајков, Андреј Стојчевски, Стефан Деспотовски, Бојан Елиевски, Дарко Велковски и Стефан Ашковски. Во средниот ред кај нашата репрезентација на располагање ќе бидат Енис Барди, Јани Атанасов, Илиф Елмас, Исни Калими, Лука Станковски, Тихомир Костадинов и Решат Рамадани. Во нападот се Бојан Миовски, Милан Ристовски, Дарко Чорлинов, Александар Трајковски, Давид Бабунски и Елмин Растодер. Македонија досега забележа 3 победи, 2 реми и со 11 бодови лидер на табелата во нашата група. Квалификациите Македонија ги започна со победа над Лихтенштајн во гости од 0-3 против Велс и Белгија на домашен терен. Македонија ремизираше играјќи 1-1 и испушни големи бодови. Минимална победа на далечното гостување во Астана 0-1 над Казахстан, а пак во Скопје со 5-0 го декласиравме Лихтенштајн. Во септемврискиот циклус Македонија одигра еден пријателски меч со Саудиска Арабија кој го загуби со 2-1. Сите 5 одиграни на првиот до сега беа главни битки. Ни остана уште 3 надпревари кои мора да го одиграме, нели до крај. Секоја си е посебна за себе и овој надпревар против Белгија што ни следи е ист како и останатите и претходните 5. Така да и тие да не беа главни битки, тие 5 немаше да бидеме во оваа позиција сега. Секако дека притисок секогаш ќе постои кај секоја репрезентација, затоа што спортски е да се надеваш или да очекуваш дека ќе победиш. Почем сите настојуваме да победуваме, нели? Притисокот така да секогаш е присутен. Кај Белгија дали е притисокот, не знам, дека се главни фаворити и најквалитетни во нашата група, тоа е факт. Од друга страна, сите репрезентации имаат своји амбиции, па и Македонија си има своји амбиции. Главна цел ние да покажеме дека не случајно сме конкурентни во последно време, ќе кажам, последни, да не одам премногу наназад, барем во овие последни 2 години покажавме одреден квалитет кој ја прави Македонија да биде конкурентна и со многу посилни репрезентации од нас. Соборот на македонската репрезентација е закажан за 6 октомври во Скопје. Пред отварен октомврискиот прозорец, Македонија е прва со 11 бодови, втора е Белгија со 10 бодови, но со меч помалку, а пак Велс е трет, исто така со 10 бодови. Казахстан со 3 бодови е предпоследен, а пак на ното во нашата група е Лихтенштајн без бодови.